Четврток, 29 јуни во 18 часот, пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Имаме должност. Отец Ивица, зборуваме за сенароден собир на МПЦО, после подолго време се организира вакво нешто. Кои се причините за ова? Јас мислам дека воопшто никогаш не се ни организирал ваков тип на протест. Так. Да, лити, средби, но протест не, и кога веќе дојдовме до тој момент да правиме протест, значи причината е многу сериозна. Штом сиот Свет Синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија застана позади овој протест и ги повика сите своји верни чеда, како членовите на црквата, така и сите граѓани на нашата Македонија, да реагираме против предлог законот за родова еднаквост и законот за матична евиденција. Зошто да реагираме против? Затоа што со овие два предлога сериозно се нарушува, значи дури јас може да кажам корено се разрушува, суштински се разрушува она што ние го разбираме како традиција, како вековно животно искуство, како тоа што е пол, што е род, што е машко, што е женско, што е брак, што е семејство, како до здраво потомство, како до здрав народ, прогресивен и така натаму. Значи, особено со воведување на предлог законот за родова еднаквост, во кој се внесува родот, онака како што тоа го разбира родовата идеологија, значи тие по род подразбираат, еве јас ќе прочитам тука за да не се случи да говорам нешто од себе, значи како што пишува во предлог законот. Значи, тие вака го дефинирале родот. Родовиот идентитет се однесува на внатрешното индивидуално доживување на сопствениот род, што секое лице длабоко го чувствува за себе, што може и не мора да содействува на полот што му е определен при раѓање, како и личното доживување на сопственото тело и поинакво изразување на родот, вклучително име, облека, говор, манери и така натаму. Сега, што тоа значи во реалност? Во реалност значи вака. Некоја индивидуа од машки пол може себе си, значи да се доживува како жена, може себе си да се доживува нешто различно од маж и жена, може би себе си да се доживува како нешто од анималниот свет, може би себе си да се доживува како нешто од вегетативниот свет, може себе си да се доживува како нешто апстрактно, умислено или само себе изфантазирано и создадено во самиот ум. Значи, под род, и затоа и во предлог законот за родова еднаквост не се дефинирани колку рода има. Значи, по логиката на оваа идеологија, секој човек може во конкретната реалност во која живееме, себе субјективно да се доживее како што сака, и сега тоа свое доживување, тоа е она што тие го подразбират под род, джендер, и сега тоа негово доживување, како што тој себе се доживува, или таа, или тоа, или тој идентитет, или таа индивидуа, не е битно, има тука многу термини, и сега тоа субјективно, лично доживување, државата треба да го прифати, да го озакони, преку законот за матична евиденција, тој негов род да биде запишан во личната карта, при што, кога се чита сериозно законот за родова еднаквост, се гледа дека има еден куп плејада закони преку законот за антидискриминација, кои треба овие луѓе кои што се доживуваат вака како што се доживуваат, да бидат заштитени од останатиот дел од општеството. Сега, зошто е тоа така? Затоа што како што ние гледаме, а тоа веќе на Запад реално се случува, и тоа со сериозни реакции на многу сериозни луѓе
кои ја увидуваат целата оваа промашеност на родовата идеологија и реагираат во однос на тоа. Сега, кога во една реалност наша, секојдневна реалност, ќе се појавуваат луѓе кои ќе се доживуваат така како што се доживуваат, ние останатите, кои ја прифаќаме реалноста таква како што е, кои ја прифаќаме традицијата таква како што е, кои ја прифаќаме вистината за тоа што е пол, што е род, што е брак, што е семејство и така натаму, треба сега ние да бидеме поставени у таа ситуација да ја прифаќаме таа нивна субјективност и умисленост како нешто објективно, со сите последици за останатиот дел на општеството.